Нашата редовна рубрика Скопски агол, колешката Елизабета Спасеновска-Дамјановска. Ако не се лажам, таа утринава се наоѓа во скопската населба Илинден, каде ќе разговара со градоначалникот. Добро утро, Бети. Добро утро. Тукму така денеска се вклучуваме од општина Илинден за прв пат во утрински брифинг. Се вклучуваме од оваа општина. Денеска на линку имаме градоначалникот Жика Стојановски. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро, добро најдов и благодарам за поканата. Живееме во едно специфично време, во време на услови на криза, во време на корона. Јас разговорот би го започнала токму на оваа тема. Како се справувате во вакви услови? Успевате ли да ги реализирате сите оние проекти кои што ви беа во план и има ли застој во работењето воопшто во општината? Во услови на пандемија, општина Илинден релативно добро се справува со предизвиците кои што ги носи ковидот како пандемија. Има релативно добра економска активност и во делот на бизнисот, и во делот на инвестициите, како и во работењето на самата општина. Буџетот е стабилен, релативно добро се полни согласно планот. Активностите кои што се однесуваат на реализација на планираните приоритетни проекти и програми се целосно завршени за оваа година, бидејќи во стартот беа намалени по обем и по вредност како сума. Затоа треба да бидеме задоволни со оглед на пандемијата која што е целиот свет и регион, која исто така не ја заобиколува ниту општина Илинден, иако инвестициите продолжуваат на терен во општината, може да се видат добри, убави градби, нови објекти, а исто така и капацитети кои што се пуштаат во функција. Ме радува исто така што има значителен број на компании кои што ги прошируваат своите капацитети. Тоа значи дека дополнително се создава можност за работни места, односно жителите во општината да можат тука во самата општина да се снајдат во дел на вработувањето, бидејќи знаеме овој период носи и невработеност од една страна, меѓутоа ние мораме како општина да ги искористиме можностите и да наоѓаме начини да се справуваме со предизвиците кои што ги носи пандемијата. Од друга страна, да ги подобруваме условите за живење на граѓаните, кои што се предуслов за растот и развојот и континуирано одржливиот раст и развој на самата локална самоуправа. Оно што е интересно, што би сакала да го нагласам, вие сте еден од ретките градоначалници кои што победивте на минатите локални избори, а сте од редовите на ВМРО ДПМН. Каква е соработката со централната власт? Имате ли финансиска помош од таму во реализација на крупни капитални проекти? Ние во општината располагаме со подготвени проекти од нешто повеќе од 11 милиони евра. Од сите области на надлежности. Сите тие проекти ги имаме доставено до финансиски институции, до владини институции, до министерства, ресорни кои што се запознаени и проектите се од витално, приоритетно значење за самата општина, за да го следи развојот и во работењето, во функционирањето на бизнис секторот, како создадена подобри услови за водење бизнис, меѓутоа и проекти кои што се директно од социјален аспект на жителите на општината. Сакам да истакнам дека во овој период заедно со ресорни министерства реализиравме проект во згрижување на деца од предучилишна возраст, тоа е изградба на нова детска градинка во Миладиновци, која што е подготвена целосно за да ги прими дечињата. Сега се оние завршни уредби кои што ќе значат и официјален почеток, инаку таа е прекрасна градинка, нова градинка која што ќе згрижи, има капацитет за 90 дечиња. Работевме во подобрувањето на условите во инфраструктурата преку Агенцијата за рурален развој,
изградба на тротоар во Марино, изградба на улица во Бујковци од 1 километар и 200 метри, понатаму изградба на фекална канализација во Кадино, до сега се изработени некаде повеќе од 2,5 километри на мрежа. Таа канализација ќе значи исто подобрување на условите во тој најнизок дел на општината. Работиме на проекти кои што се и во образованието исто така. Образованието бара посебно овој период добри услови, одлични услови и опрема. Така, го споменавте образованието, само ќе ја прекинам на кратко. Насекаде се случува недостаток од средства за работа од дома, односно лаптопи, компјутери, таблети. Има ли проблем ваков општина Илинден? Ние континуирано обезбедуваме опрема за училиштата. Сега дополнително со помош, со поддршка на ОКТА, добивме донација од 30 лаптоп компјутери и 10.000 маски, кои што се наменети токму за учениците, професорите и наставниците во трите основни училишта и средното училиште, како и за детската градинка. Она што исто така верувам дека ќе ги интересира нашите гледачи, барем оние кои што се занимаваат со политика и ги интересираат политичките случувања во земјава. Што се случи со иницијативата за промена на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски? Знаеме дека вие бевте во одборот, во иницијативниот одбор за негова промена. Јас сум во иницијативниот одбор за свикување на конгрес. Конгресот дава доверба или не дава доверба, изгласува недоверба на председателот на партијата. Конгресот не треба секогаш да се смета дека е наменет само за избор на председател на партијата или разрешување. Конгресот треба да се смета и како еден убав настан, после кој ќе има поголема, посилна енергија внатре во партијата, за да може и одредени недостатоци да се коригираат. Затоа Конгресот јас го гледам како убав настан, не само како промена. А инаку Конгрес дефинитивно согласно актите на партијата може да свика или нема да свика, останува само на председателот. Меѓутоа, тоа се случи пред неколку месеци, па никако се стиши. Што се случи сега со оваа иницијатива? Ние сме насочени на работењето. Јас да речеме сум повеќе 90-99% насочен на работењето на локалната самоуправа, на општина Илинден, да се справиме со проблемите кои што ги нанесува пандемијата, да дојдеме до финансиски средства да ги реализираме дефинираните приоритетни проекти. И сето тоа во делот на подобрување на условите за живење, тоа значи и здравјето на граѓаните. Сето друго е за мене во овој период како градоначалник на општина Илинден и ова прашање е во втор, трет и понатаму некој друг редослед на приоритети. Значи пред се работењето, еве четврти мандат, до последен ден останувам за да работам максимално посветено за општината, односно за она за кое што сум тука. Се друго сметам дека би било во овој период трошење на енергија. Меѓутоа ставот е тој и тој си останува. Ви благодарам за издвоеното време. Навистина стана уште неколку прашања неодговорени, меѓутоа времето е кратко. Јас се надевам дека успеавме барем малку да ги задоволиме апетитите на нашите гледачи со посетата на општина Илинден и одговарањето на овие прашања од ваша страна. Ми беше задоволство.